како изгледа Скопје низ очите на туристите, утрово разговарам со Елвир Садиковиќ, туристички водич. Добро утро. Добро утро вам и гледачите на македонската телевизија. Раздвижено низ Скопје, има ли многу туристи еве со почетокот на летото и како туристите го гледаат Скопје преку своите очи? Имаме голема раздвиженост, имаме посета од странски туристички групи и странски гости. Како го гледат? Прекрасно, со град со богато културно-историско наследство, со големо гостопримство и љубезност на нашите луѓе и нашиот народ, кој што овдека живее и работи, секако дека тука е и нашата македонска кујна, која е многу богата, која што изобилува со многу јадења, кои што се, можам да кажем, автентични за за нашата држава. Значи, од сите можни гледни точки можеме да кажеме дека се задоволни. Задоволни се исто така од природните убавини на нашиот град и на нашата држава и секако дека се надеваме дека понатаму тој тренд ќе продолжи. Да, користење на годишен одмор не е само посета на плажа, туку и разглед на локациите и пред се тоа да го направите со туристички водич кој што на најубав можен начин ќе ви го представи местото, културното и историското наследство и сето тоа што го прави местото автентичност. Но со какви впечатоци си заминуваат туристите од Скопје? Дали секогаш се позитивни? Има или и негативни впечатоци? Првите впечатоци ги добиваат од туристичките водичи, како што вие кажавте во првиот дел од прашањето. Значи, туристичките водичи се тие кои што презентираат историјата, односно културно-историското наследство на нашата држава. Така да, многу е битно и многу е важно да имаме квалитетен и едуциран туристички водич, кој што на еден, можем да кажем, професионален начин ќе ги презентира убавините на нашата држава и нашето богато културно-историско наследство. Печатоците кои што ги носат, тоа е веќе втор дел, можем да кажем, се убави печатоци, воодушевени се, кој што кажам, од нашата кујна, од богато културно-историското наследство, меѓутоа недостасуваат и некои работи. Да, кога сме кај тоа што недостасува, рековме, има со што да се пофалиме пред туристите кои што доаѓаат да не посетат, но што ни недостасува за да бидеме уште поатрактивна туристичка дестинација? Прво и основно, што секогаш и ние како Македонска асоциација на туристички водичи и придружници го кажуваме, е нужна потреба од поставување на јавни тоалети во централното градско подрачје. Тоа е една од најбитните работи за странските гости. Бидејќи при разлет и при движење, нормално дека имат потреби и затоа бараме да се постават јавни тоалети. Второ, поголема осветленост. Трета, поголема грижа на културно-историските споменици, нивното осветлување, нивното одржување, повеќе патокази, почисто Скопје, секако дека тоа е направено во последниот период од страна на градоначалникот за поздравување, меѓутоа сепак сметаме дека и ние самите треба да водиме грижа за градот Скопје за да биде почист, а со тоа да направиме на подобра туристичка слика за сите нас, а и за странските гости. Ќе ви посакам убаво лето, многу туристи кои што ќе дојдат овде во Скопје да им го представите на најубав можен начин за тие да се заминат задоволни. Ви благодарам.